Овие граѓаните повторно се жалат дека има загадување кој доаѓа од соседна Србија. Имате ли конкретни информации за што се работи? Значи, овластениот инспектор за животна средина веќе неколку дена, откако се првпат се пожали нашите сограѓани, а и ние сите нормално ја почувствувавме таа непријатна миризба која што штипеше за очи и предизвикуваше болка во грло. Излеговме на терен со цел да утврдиме дали на територија на општина Куманово постои некој стационарен извор кој би предизвикал загадување од таков вид. И тоа го правивме во ноќни часови заедно во соработка со државниот инспекторат и утврдивме дека на територија на општина Куманово такво нешто не постои и бидејќи знаеме дека и сите инсталации јас ги контролирам, тоа се сите лесни незагадувачки индустрија. Дури се посомневавме на нашите асфалтни бази, кои што исто така ги контролиравме во ноќните часови, тие не работеа. Понатаму имаше една инсталација во село Костурник, на која што се сомневавме дали работи, на кој и е кажано дека не смее да работи, дека не ги собере сите потребни дозволи, дали ќе ги добие. И таа исто така не работеше и понатаму истражувавме и отидовме спрема наши сознани од наши сограѓани, значи кои што живеат во селото Бановце и наши вработени на граничен премин, ни укажа дека најпрвин таа непријатна миризба и доаѓа од соседна Србија. Отидовме и со нив и со шпедитери, со цариници, направивме интервју, разговор, сами се уверивме. Исто така наши сограѓани, односно наши колеги кои што патува за Србија, ни доставија снимка конкретно за која инсталација станува збор. Така да ние како општинска инспекција го известивме државниот инспекторат со цел да си преземат понатамошни надлежности согласно закон за меѓугранично загадување. Тие, како што бев информиран, ги известиле своите колеги на соодветно ниво од Република Србија. Исто така има допис до Министерство за животна средина со цел нашето Министерство за животна средина да реагира со соодветно министерство во Република Србија. И тоа се тие информации кои што јас располагам. Сметам дека овој наш проблем кој што навистина сите нас засега во општина Куманово треба да го кренеме на малку повисоко ниво. И други медиуми, јас би се заблагодарил на вас кои што навистина не пратевте и ги информиравте правовремено нашите сограѓани за што станува збор. Би сакал тоа малку да извршиме притисок на повисоко ниво, па доколку е потребно премиер со премиер, председател со председател, бидејќи навистина овој проблем ние како општина не можеме да го решиме ако не се вклучат и повисоки инстанции. Има ли повратна информација од Србија за што се работи? Добивте ли вие некаков допис за потврда или отфрлање на тоа што го тврди Република Македонија, односно на надлежните инспекцијски? Јас немам таков допис. Имам допис дека се реагирало и така натаму. Мислам дека председателот на Совет ќе ви даде подетална информација за тоа. Дали има, зашто мерната станица која на Министерството не го? Да, како што ни пратија од Центар за следење на Центар за квалитет на воздух, мерната станица која што се наоѓа во општина Куманово и лоцирана во болнички круг, како што знаеме, е единствена мериторна за тие податоци. Во последните недела дена не покажува загадување над дозволено, така да таа информација јас ја земам со резерва, бидејќи сите ние чувствуваме дека постои нешто во воздух. Дека дали сега инструментите тоа ќе го потврдат или не, но сепак ние... Уште едно прашање, не знам дали е за вас, дали за председателката. 3 од станиците не покажуваат што ги постави општина Куманово, воопшто не покажуваат загадување. Не е можно, бидејќи граѓаните од тие райони се жалат на екстремна загаденост. Па сега, знаете како е, ние граѓаните може да кажеме дали нешто загадува или не загадува. Значи, загадуваче секој оној кој што при мерење се покаже резултати над гранични вредности, односно дозволени вредности. Јас имам проблем со овие што се скара на кило, да кажеме, со ќумур што прават скара. Значи, постојано им вршам мерење и сите индикатори покажуваат дека во граница на дозволено. Од друга страна, со граѓаните што се во таа близина, ја живеам во едно тие сендвичари,
се чувства таа непријатна миризба, за жал таа не може да се измери, други индикатори, сите покажуваат во граница на дозволено, така да јас како инспектор не можам да преземам никакви мерки, бидејќи мерењето би покажува во граница на дозволено. И јас се извинувам на нашите сограѓани кои што навистина очекуваат некаква реакција, помош, што е тоа што можам да извршам мерење, доколку покажат се преземат мерки. Значи секој загадувач е оној кој што при мерење покажува на соодветни, значи што се индикатори над дозволени вредности. Не беше тоа. Покрај загадувањето од Србија, кој сега се лоцира таму дека доаѓа, сведоци сме на постојано палење на гуми и кабли од неколку населби во самата, да кажам, на самата граница со централното градско подрачје, населбите Средорек, Бавчи, Стари Лозја, Перочичу и така натаму. Имате ли увид и имате ли спроведено акција за, да кажам, за санкционирање на овие луѓе? Колку пријави имате поднесено за овие граѓани, затоа што и тие се сериозни загадувачи на воздухот? Се сложувам со вас, но треба да знаете дека ние како инспектори работиме до 4 часа. Тоа го знаат овие несовесни сограѓани и тие действија се одвиваат пред се во попладневните часови, приквечер и така натаму. Затоа или рани утрински часови, така да доколку некој наш сограѓаnin тоа забележи, слободно може да врти 192, полицијата, што исто така постапува со основен закон, може веднаш да реагира, тие се 24 часа со работа, има дежурни служби, може да реагира, значи да не се остави само на инспекција. Доколку ни достават тие податоци за тоа и тоа лице дека вршило тоа, ние тогаш ќе преземеме санкции, ќе преземеме соодветни, значи прекршечна постапка.